На неограничен принуден одмор денеска се 40 работници на Велешка Колска. Ги испратил новиот управител Александар Атанасов со решение во кој не пишува до кога ќе седат дома. Работниците решенијата ги добиле вчера на крајот работното време. Без образложение им ги делеле фабричките чувари, па затоа сметаат дека ќе бидат отпуштени од работа. Овие решенија со ни ги дадоа, со не е нагласено кога да се врати, значи голема работа е тоа. Директорот ни дојде пред една недела. Не научи сите по квалитет и ни додели решение. И ова иде после 34 години работен стаж. Да не избркат ко куќи надвор, да останат партиски војници само на работа. Управителот Атанасов денеска забранил работниците заедно да влезат во фабриката. Тој наредил чуварите да ги пуштаат само по 5 мина, за да си ги земат алиштата. Им повикал и полиција, како дополнително обезбедување на капијата, што создаде гнев кај работниците. Мене лично ми се обрати директорот дека дојдене тука не да спроведе дисциплина, тука да спроведе диктатура. Атанасов не сакаше во камера да ги соопшти причините за принудниот одмор. Откако разговарал со синдикатот, ги прими и новинарите, а на работниците им порача дека сега немало доволно работа, а што му обезбедал пари за репроматеријали, ќе ги повикал. Но Атанасов не кажа кога, па затоа работниците не веруваат дека тоа ќе се случи. Ако нема работа за еден или двајца, ќе нема за сите, затоа што е поврзано. Ако нема репроматеријал, не се продолжи работата у погонот за припрема. Тие делови ако не се направат, не се носат у погони кај што треба да се вградат. Велешка Колска е единствената фабрика за поправка на вагони и локомотиви во државата. Во неа до вчера работеа околу 200 работници.